фалби на сите страни за подобрен животен стандард и просечна плата од 40.000 денари. Филмот за добра живеачка изгледа се прикажува само на Бихачка. Додека граѓаните кубурат од ден на ден како да преживеат, власта се фали дека ни го подобрила животот и дека за 6 години ги зголемила платите во просек за 21,3%, но без да споменат како граѓаните се бореа на улица за гарантиран раст на минималец и без да споменат колку скокнаа цените само во изминатата година. Во изминатите 6 години СДСМ ја зголеми минималната плата 4 пати. За само неколку години минималната плата порасна за повеќе од двојно во однос на 2016 година. Ако се погледнат податоците во потрошувачката кошничка кои ги обработува Сојузот на синдикати на Македонија, потребни се речиси 1000 евра за едно семејство да преживее. Односно, ако двајца се на минималец, ќе недостасуваат 17.000 за да ги купат неопходните продукти. Додека траат фалбите на СДСМ за нивните успешни политики, бројките говорат друго. Минималните трошоци од 2022 до сега пораснале за над 13.000 денари, а континуиран раст има од 2020 година. Ако тогаш биле потребни над 33.000 денари, во декември 2021 требале над 35.000 денари, а во 2022 над 43.000 денари. Месец март ќе донесе промени во економски поглед. Треба да порасне минималецот на 22.500 денари, но и веројатно ќе не пречека нов ценовен шок. Од 1 март престанува мерката за загарантирани цени, а за 2 дена истекува и онаа со која на 10% се намали царинската давачка на зеленчукот. Но одмрзнатите цени нема да го оштетат буџетот на функционерите. Ако не се донесат законски измени, тие во март ќе добијат уште едно покачување на платата од 300 до 500 евра. Поранешниот премиер дури и вети дека ќе поднесат предлог во собранието, што значи би се откажале од ова покачување на функционерските плати, но не и од покачените плати за 78%, зашто цела измината година се правда дека се потребни измени на повеќе закони.